открывам. Ке се сведочи светото послание на апостол Јаков. Јаков, слугата на Бога и на Господа Исуса Христа, до 12 колена кои живеат растурено. Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток. Ако некому од вас не му достига мудрост, нека ја моли од Бога, кој на сите им дава изобилно и ќе му се даде, но да моли со вера и никако да не се сомнева. Човек што се сомнева во сите своји дела е непостојан. Таквиот човек нека не мисли дека ќе добие нешто. Понизениот нека се фали со својата возвишеност, а богатиот со својата понизност, бидејќи тоа ќе помине како цвет од трева. Блажен е оној човек кој поднесува искушение, бидејќи откако ќе биде испитан, ќе добие венец на животот, што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Ниеден кога е во искушение да не вели Бог ме искушува, бидејќи Бог со зло не се искушува, но секого го искушува неговата похот која го влече и мами. Потоа похотта откако ќе зачне раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Не заблудувајте се, чеда мои возлюбени. Секој совршен дар иде од озгора, доаѓа од Отецот на светлината, во кого нема промени ни сенка од измена. Оти Он не роди по своја волја преку словото на вистината, за да бидеме почеток на неговите созданија. И така, секој човек нека биде брз во слушање, спор во зборување и бавен на гнев, бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда. Таквиот човек. И затоа, браќа мои, држете ја верата во Исуса Христа, нашиот Бог и Спасител, и не гледајте кој е што. Не ги избрали Бог сиромасите од овој свет да бидат богати со верата и наследници на царството, ветено од Него на оние кои го сакаат. А кој го пази царскиот закон според Словото, возлюби го својот ближен како себе си, добро правите. Но ако гледате на лице, грев правите и гревот ве изобличува. Зашто оној кој рекол не прави прелюба, рекол и не убивај. Па затоа, ако не вршиш прелюба, а убиеш, ти ќе бидеш суден според законот. Браќа мои, постапувајте како изборувајте како оние што ќе бидат судени според законот на слободата. Зашто судот ќе биде безмилостен спрема оној кој не покажал милост. Милоста во судот се покажува. Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а дела нема? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и немаат што да јадат, па некој од вас им рече одете си во мир, грејте се и наситете се, и не им даде што им е потребно за телото, каква полза? И така, верата ако нема дела, сама по себе е мртва. Но може некој да рече, ти имаш вера, а јас имам дела. Покажи ми ја верата своја без дела, а јас ќе ти ја покажам верата своја од моите дела. Ти веруваш дека Бог е еден, добро правиш, но и бесовите веруваат, а треперат. Не сакаш ли да разбереш о суетен човеку дека верата без дела е мртва? Нели со дела се оправда Авраам, нашиот татко, откако врз жртвеникот го положи синот свој Исака? Гледате ли дека човекот се оправдува со дела, а не само со вера? Оти како што телото наше без дух е мртво, така и човекот без дела, верата без дела е мртва.
И затоа, браќа мои, не барајте мнозина од вас да станувате учители, бидејќи поголемо осудување ќе добиете. Оти сите ние многу грешиме, но оној кој во зборови не греши, тој е совршен човек, силен да го обузда и целото тело. И така, јазикот е мал орган, но големи работи зборува. Ете мал оган, а колку голема гора запалува. Јазикот е оган, свет пол неправда. Јазикот се наоѓа во таква положба меѓу нашите органи, што го воспалува целото тело, воспалувајќи се самиот од пеколот. Јазикот никој не може да го скроти. Тоа е немирно зло, полн со смртоносен отров. Со него го благословуваме Бога и Отецот. Со него ги колнеме луѓето создадени според подобието Божјо. Од истата уста излегува и благословот и клетвата. Не треба, браќа мои, тоа така да биде. А тече ли од еден ист извор сладка и горчлива вода? Може ли, браќа мои, смоквата да раѓа маслинки, а лозата смокви? Така од еден ист извор не може да тече солена и сладка вода. Кој е меѓу вас мудар и умен? Нека ги покаже преку своето добро однесување делата своји во кроткост и мудрост. Но ако во срцата и своји имате горшлива завист и карање, не фалете се и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост која доаѓа од озгора, туку земна, душевна и бесовска. Оти каде што има завист и карање, таму има неслога и се е лошо. А мудроста што иде од озгора е најнапред чиста, мирна, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна. Плодок пат на правдата во мир се сее од миротворците. Откаде се, браќа мои, кавгите и расправиите меѓу вас? Не оттаму ли од вашите похоти кои се борат во органите ваши? Пожелувате и немате, убивате и завидувате, и не можете да добиете, се препирате и војувате и немате бидејќи не молите. Просите, а не добивате, оти зло барате, за да го трошите во вашите похоти. Прелюбодејци и прелюбодејки, не знаете ли дека пријателството на овој свет му е непријателство на Бога? Оти кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благослов. И така, покорете му се на Бога и противете се на ѓаволот, и тој ќе побегне од вас. Приближете се кон Бога, и тој ќе се приближи кон вас. Исчистете ги рацете грешници, поправете ги срцата своји непостојани, понизете се пред Господа и Бог ќе ве подигне. Не карајте и не расправајте се, браќа мои, оти кој го суди братот свој, тој го напаѓа законот и го суди законот, а ако пак го судиш законот, тогаш ти не си извршител на законот, туку судија. Еден е законодавецот и судијата, кој може да спаси и погуби. А ти кој си? Кој си што осудуваш друг? Слушајте сега вие кои велите денес или утре ќе тргнеме во оној град, ќе останеме една година, ќе тргуваме и ќе спечалиме. Вие кои не знаете што ќе стане утре, оти што е вашиот живот, тоа е пареа која се појавува за кратко време, па исчезнува. Место да велите, ако сака Господ да бидеме живи, ќе направиме тоа и тоа, вие се фалите со својата гордост. Секоја таква фалба е лукава. И така, браќа мои, греф е за оној кој знае да прави добро, а не го прави. Како пример за страдање и долготрпенија, земете ги пророците што зборуваа во името Господово. Сетете се на Јов и каков крај му даде Господ. И Господ е многу милостив и се смилува на него. А ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога. Весел ли е, нека го фали Господа. Болен ли е некој меѓу вас, нека ги повика свештениците црковните да се помолат над него
и нека го помазат со елеј во името Господово. И молитвата со вера ќе го исцели болниот, и Господ ќе го крене, и гревови ако направил ќе му се простат. Браќа мои, молете се еден за друг, исповедувајте се еден на друг, зашто молитвата со вера ќе го исцели болниот. Голема е силата на праведникот. Илија беше човек смртен како и сите ние, и му се помоли на Господа да нема дожд. И не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли, и небото даде дожд, и земјата го даде својот плод. Господе Исусе Христе, всемоќен Спасителу наш, се присутен Седржителу, нека е вечна Твојата слава, сега и секогаш, и во сите векови, и во векови. Амин. Во името на Господ Исус Христос, сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите во македонскава земја. Во името на Господ Исус Христос, сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите во македонскава земја и насекаде. Во името на Господ Исус Христос, сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над проклетството во македонската земја и насекаде. Слава Ти, Господи Исусе Христе! Те сакаме, Христосе! Слава Ти, Господе! Слава Ти, Христосе! Добра вечер, почитувани. Добре дојдовте на оваа средба, многу значајна за нашата култура, за градот Прилеп, за нас, за граѓаните на оваа општина, за луѓето кои растејќи во овој град ги достигнуваат висините, за да можат да не представуваат и таму каде што не сакаат, но мораат од причини што овој град, оваа Република Македонија создава големини луѓе кои себе си се почитуваат и сакаат, се љубат, со еден збор да кажам, за да бидат величина во една средина во која егоизмот е многу присутен. Имам чест и задоволство пред вас да го представам делото на професорот доктор Тихомир Стојановски, наш зет Прилепски, од фамилијата на Башевци, кои потекнуваме од оваа прекрасна населба, град пред градот Прилеп, населба со многу цркви и манастири, позната ни светот на земјинава топка, нема место каде што не слушнале за Варош, за Прилеп, за преубавата околина, за луѓето кои работејќи се афирмираат себе си, се раѓаат умни глави, луѓе кои можат да постигнат многу, а од младата генерација очекуваме да ја продолжи оваа традиција на љубов, на големина, на знаење, на ум и разум. Вечерва сакам малку да поразговарам со авторот на 18 дела од театарот, од прозата, од поезијата, од романите и сакам да го поканам професорот доктор Тихомир Стојановски да дојде овде пред микрофонот малку да поразговараме. Професоре, добре дојдовте во нашава средина. Вие сте познат автор на 18 дела во кои ја вградувате вашата љубов и почит кон човекот, кон Бога. Особено е ова обележје
во кое еве и денес и вечерва не замоливте да веруваме во Бога, да го сакаме нашиот Создател. Така е, слава му на Бога. Јас мислам дека дарбите доаѓаат од, бидејќи сум христијанин и верувам во Исус Христос, од Светиот Дух, се дадени за да го се сетиме и да го славиме Бога и да им го покажеме патот на луѓето што не го запознале Бог и што не поверувале, дека дарбите се дадени да подсетиме дека човекот е создаден по Божиот образ. Јас сакам да спомнам една работа која што сум ја сретнал низ мојата активност како човек, дека прозата ја создале луѓето, а поезијата Господ. Вие долго двајцата кои настапивте овде говоревте за љубовта кон Бога, за Создателот. Како се чувствувате кога пишувате за Бога, кога го фалите Господ, Создателот, и дали вашето целокупно внимание ти придонесе и неразбудените да ги отворат очите, за да слушнат порака која треба да биде многу блиска во секој дом, меѓу секој човек. Па, мислам дека во уметноста постојат два принципа, духовен и душевен. Духовен е, ако сте го читале Светото писмо, Евангелие по Јован, дека на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога, вие верувате дека Словото доаѓаат од Бог и кон Словото се однесувате дека на еден достоинствен, да речеме, на еден Божји начин, со почит, и добро размислувате дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден. Така настануваат одредени дела кај дарувани луѓе. Вториот принцип е душевен. Вие мислите дека словата се ваши, можете да правите што сакате, заборавајќи дека секој озвучен збор понатаму се материализира или кај публиката или кај тие што го играат. Инаку имаме примери Вилијам Шекспир, Достоевски, луѓе кои само на кратко, Вилијам Шекспир пред смртта ја предавам својата душа на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исус Христот, мојот Спасител. Затоа неговите дела 400 години се играат. Во секоја негова драма поаѓа од Светото писмо. Достоевски, верувам во Исус Христос, ако ми докажат дека не постои, повторно ќе верувам. Затоа неговите дела и други луѓе. Само не е истакнато, тоа е заборавено. Тие верувале во Исус Христос и делата остануваат безвремени. Професоре, автор сте на 200 документарни филмови и емисии од областа на уметноста. Како ви успеа да вложите толку многу труд, толку многу знаење, да извадите се од себе што значи желба да се создава, да го свртите вниманието на луѓето, на републиката, на градовите, на населените места, на историјата и да ги упатувате луѓето да се молат кон единствениот што не создал. Па, Македонија мислам дека е благословена земја, бидејќи во неа се случувале многу премрежија меѓу античките, неолитскиот театар и така натаму. Мислам дека едно од најважните е апостолот Павле, кога доаѓа крсти македонката Лидија и од тука е влезено христијанството во Европа. Значи, во библискиот принцип новозаветен е се што работиш, работи не за луѓето, туку како за Бога. Значи, тогаш вие секогаш ќе имате сила, верба и за еден човек и за еден гледач дека работите нешто што е полезно и дека еден ден ќе се појавите пред Бог, таа дарба што ви ја дал, како сте ја потрошиле и за што сте ја употребиле. Дали за себе афирмација или за да го славите Бога. Значи, принципот е многу едноставен. Се што работам не за луѓе, туку за Бога. Вие сте и актер, и писател, и професор, доктор на науки. Вие и докториравте на оваа тема за која и вечер зборуваме. Бев присутен на одбраната на докторската дисертација. Го скренавте вниманието во длабочината на душата на присутните кои беа воодушевени од
вашата одбрана и настапот, но за жал морам да констатирам дека дел од вашите колеги не можеа да ја сватат суштината на материјата за која вие длабоко навлеговте и говоревте. Која е причината? Дали станува збор за работа која пак јас не сум можел да ја разберам? Па, ние имаме театарски примери, бидејќи сум од театарот. Големиот театарски режисер Питер Брук, руски евреин роден во Лондон, на крајот на својата кариера вели театарот е потрага по Бога. Многу добро кажано. Го имаме Јержи Гротовски, кој велеше актерот е светец, се качува на сцената за да ја осветли публиката. Актерот се жртвува на сцената за да ја просветли и осветли публиката. За неговите представи велеле дека актерите на Гротовски играат како католички монаси и за да верувате во театарот на Гротовски треба да верувате во нешто многу повозвишено од театарот, а тоа е Бог. И имаме уште еден интересен човек, Джулиан Бек, го создаде живиот театар, играј за гладните, бедните, сиромашните. Не одам во големите театри, таму ништо не се случува, одам во малиот театар за да се роди новиот човек по образот на Бога. Човек кој ќе го љуби својот ближен како себе си, нема да краде, нема да убива, нема да лаже, нема да завидува, ќе научи да простува зашто во себе ќе има Божјата љубов. Велите, нели и животот е театар? Тоа е од Шекспир, од една драма, целиот свет е театар. Навистина е театар. Овде на сцената во театарот се гледа долу на сцената и го имаме македонскиот обреден неолитски театар на Кокино, каде што се гледа нагоре кон звездите, односно сончевиот лач поминува низ три нишана. Значи, навистина е тоа, театарот настанал од човекот на потребата да го спознае, да го повика и да го најде Бог, да се соедини со него. Тоа е длабоката потрага, односно како да речеме, копнеш патека од која е настаната уметноста, а и првите обредни театарски форми. И во неолитскиот театар, и античкиот театар, и понатаму во Европа се играл во 19. век еден театар што овде не е познат, литургиско-евангелски театар. Сцени од Светото писмо се играле на плоштадите во Европа. Јас сакам да им спомнам на почитуваните присутни дека неодамна ја издадовте и книгата Од обред до театар, книга со 500 страни, подвлечена со златни букви за Создателот, за човекот, за непосредниот контакт меѓу едниот и другиот. Велите, Севишниот се гледа, се слуша, се знае. Колку вам ви причинува задоволство да му се посветите, да му се понизите, да се поклоните пред него, за да можете духовно да бидете толку многу нахранет. Па му благодарам на Бога што сум и вечера во Варош. Пред почетокот на секоја работа кажувам молитва. Значи, првите обредни форми на обредниот театар и на предходните театарски форми, кога театарот и црквата беа една институција, кога беа место за средба со Бог, луѓето кажуваа молитви пред почетокот. Ние го имаме Еврипид, антички автор, на дворот на македонскиот цар Архелај, на почетокот и на крајот на представата го повикувал Господ да пресече што одиграле актерите. Многу добар принцип, како го знаел, тој не знам, може би Господ му добивал преку Светиот Дух или преку Отецот Небесен сознанија. Тој принцип понатаму го превзел Молиер, за да се оправда кралот да не му исече главата. Деус ен махина, Господ сече, Господ мава. Значи на почетокот на работата и на крајот го повикувам Господ. Отвори ми ги словата мој Боже и понатаму, кога ќе заврши тоа што сум го напишал, го молам да ми прости ако сум напишал нешто што не сум разбрал или не сум го напишал тоа што сум требал да го доразбрам. Истражувањето на обредот беше за мене големо сознание, затоа што јас созрев како човек, запознав луѓе кои му служат на Бог и го научив она што во антиката се збори исцелителна улога на театарот, а денеска за нас во театарот е несватливо, што подразбира тоа човек со изговорен збор и молитва кон Бог може во одредена мера со кога има дар на верба да исцели човек во името на Исус Христос. Бев учесник со неколку луѓе покрај што ги истражував обредните форми на театарот и играјќи духовни текстови, учествував и помагав на одредени луѓе кои му служеа на Бога
И на вистина разбрав што значи тоа исцелителна улога на театарот. Сакам да ве замолам да ни кажете вашето последно дело. Не можете да го поделите од причини што не обезбедивте доволно средства за да можете книгата да им ја подарите и овде на присутните, но како ќе можат да дојдат до содржината, до текстот на книгата, дали тоа преку интернет или Фейсбук, за да можат почитуваните гости на оваа средба да ги отворат страниците, духовно да се нахранат и да бидат благодарни и вам и на Бога што овозможувате, завртувајќи страница по страница, да се дојде до големата вистина. Па книгите ги поставувам последните на интернет. Не сум добил 7 години подршка за издавање книга, меѓутоа ги поставувам и таму ги гледаат последната книга 500 луѓе. Значи ја има на програмчето, можете да ја отворите, слободно се чита. Мислам дека е тој новиот медиум, иако по старата генерација потешко разбира. Господ дава сила, има една од апостол Павле што ја кажува колегата Страшко Милошевски, од 96-та година кога почнавме да играме делови од Светото писмо, се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. Доаѓаат средства, се издаваат книгите, се пишуваат, секако Господ е тој што дава, што дал дарби за да се споделуваат. Книгата има на интернет, ја има страницата на програмчето, мислам дека горе се поделя меѓу публиката. Да. Пред малку спомнавте за духовната практика, сте имале и искуства со Георги Филев, Златко Давидковски и Константин Кајшаров, личности кои позитивно зрачат со својата енергија, го привлекуваат човекот да им се приближи, за да им го пренесат големото да на Господ. Јас овдека морам да кажам, бидејќи низ вашето кажување, низ вашето барање да се посветиме на милостивиот, крајно сум му благодарен на господинот Георги Филев, кај кого бев да ја исцелам душата, да го замолам, да ме погледне како човек, како нешто што е створено од величенствениот, а на кому, движејќи се по патот, ми се појавиле и некои работи за кои не сум можел да ги разберам. Па Господ одбира луѓе, тие има во Светото писмо, Господ вели, јас сум слуга, значи тој слезен како слуга, Отецот го испрати својот единороден син, не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. И тој дојде како слуга да ни служи на сите, да ни го покаже патот до Божиото царство. Но избира одредени служители. Слава му на Господа, пишувајќи ја книгата за обредот, ме донесе до штет Златко Давидковски од црква да Свети Јован Обсечен од Режановци, до Георги Филев и до пастор Константин Кајшаров. Тоа се луѓе кои му служат на Исус Христос на еден или на друг начин, според службата кој им ја дали дарбата Господ. Од такви луѓе дава Господ, има сигурно и други, како показ дека е жив на оние што не поверувале да поверуваат, а има една реченица од Светото писмо, блажени се оние што не виделе, а поверувале. Значи, тие што не можат да поверуваат преку исцелувањата што се случуваат во името на Исус Христос, преку Светиот Дух, кој ги прави служителот во овој конкретен случај со тројцата спомнати. Јас се приближувам кон крајот на нашава беседа, па сакам да ве замолам да бидете човекот кој што ќе го потенцира и прашањето со светите и исцелителни води во Македонија, бидејќи оваа населба со толку многу цркви, со толку манастири, со толку влюбени луѓе во Бога, и во овој дел има исцелителни води, па помогнете ни на сите нам кои што имаме таква потреба да ги користиме за да бидеме здрави, витални, да можеме да се носиме со секојдневните наши судбински можеби состојби. Па
Па, ще Златко Давидковски, 40 години му служи на Исус Христос, добива треска, уште во југославенско време и 24 часа повторува Исус Христос, Исус Христос. Кога доаѓале до него, службениците ги отфрлале и виделе дека се работи за Божја сила и го оставиле. Значи, примерот со исцелување во водата го има во Светото писмо, во бањата Силоан за фатениот човек. И Златко Давидковски, бидејќи ја чита Библијата, знае, тој вели, водата не исцелува, туку Светиот Дух доаѓа во водата и се случуваат исцелувања или за Божја слава, или затоа што човекот се покајал, го примил Исус Христос за спасител. Значи, водите се дадени за луѓето, чудата се случуваат за да го спознаат Бог, дека постои Бог, дека Исус Христос е жив, дека тој што лекува и исцелува. Тие се патокази кои во одреден период, кога луѓето не можат на друг начин да го спознаат, им се случуваат чуда на исцелување. Македонија има многу такви води, бидејќи има долгогодишна традиција на славење на Бог и барање на Бог. Во македонскава култура имаме еден термин воведен еволуиран обред. Тоа значи славење на Бог со песни и ора, со леп и вино, наместо со колење на крвни и жртви и мачкање со крв, како што има пишано во Мојсеевите книги старозаветни. Значи, овдека се играли и се пееле ората во круг, нели кружните ора, дактилите и се беќе обредни метрички стапки, но тоа е друга тема и надолго и на широко. Велите, тоа што е свето не се гледа. Бидете понизни, верувајте во него, зашто тој е при вас и ќе биде со вас, рекол и Јован апостолот. Па има една, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши. Така вели Исус Христос. Има уште една, што око не видело, што уво не чуло, што умот не помислил, тоа Господ им го ветил на оние кои го љубат. Тоа е вистина, нема тука лага. Исус Христос е жив. Тој исцелува и тој лекува. Ако го повикате, тој ќе дојде и ќе ви исцели и ви се отвара портата кон Божјото царство на небесата. Ви благодарам што не следевте со вакво внимание, да сте здрави и живи и верувајте во ова што денес го доживеавме. Слава на Бога. Професоро, ви благодариме премногу за преубавата представа и за тоа што може би поактивно треба да биде пренесувањето на библиските зборови во нашиот современ живот, бидејќи сите работи што се губат и за жал најтрагичното што сите го изгубиле духот. Значи секаде не води материјата, а никаде го немаме духот. И се надевам дека со оваа театарска представа, бидејќи јас сум фасцинирана од оваа театарска представа, мислам дека и сите вечерва гости кои беа тука се воодушевени од овој акт. И се надевам искрено дека оваа традиција ќе продолжи не за нешто друго, туку само заради нас, луѓето да можеме да се спасиме дали преку театарските представи кои пренесуваат Библијата или библиските зборови, и преку сите други чинови во секојдневниот живот да можеме да се приближуваме кон Бога со секој чекор. Ви благодарам од срце и се надевам искрено од срце дека за сите наши чеда ова ќе биде само еден чекор, допир до тоа што е суштествено во овој живот и до тоа што нас не води кон таа светлина и со секој ден се приближуваме кон светлината, несвесни или свесни, значи знаеме дека сме гости на овој свет. Ви благодарам од срце. Слава му на Господ Исус Христос, што и вечерва ни овозможи ваква добра представа. Представа во која го запознавме Спасителот наш, Господ Христос. И убаво кажа актерот Стојановски дека се можам преку Господа Исуса Христа кој ми дава сила. Оваа представа вечерва беше вдахната од Бога. Во милост, во радост, во топлина. И присутните гости тука сите, што бевме, неизмерно радосни бевме. Радосни во Господа Исуса Христа. Нека е благословен овој театар скрб и утеха од Господ Исус Христос. На актерите нека му дава сила, надеж и спасение во Бога. Амин.